Нова фасада, прозорци, промена на кровната конструкција. Ова се предвидените работи кои ќе се вршат во зградата на поранешното училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот. Објектот ќе добие нов лик и намена. Овде е предвидено да бидат сместени сите организации на лица со пречки во развојот, што според надлежните значително ќе влијае на нивно поголемо вклучување во сите сфери на општественото живење. Задоволството уште е поголемо што сето ова ќе биде наменето за лица со посебни потреби, бидејќи ние планираме во наредниот период да полека ги сместуваме сите невладени организации што се занимаваат со лица со посебни потреби токму во овој сектор, односно во поранешната зграда на факултетот, нели има основното училиште. Со оглед на конфигурацијата и дворот ќе го уредиме и дворот онака како што треба со посебни елементи кои што би ги користеле лицата со посебни потреби и полека, но сигурно добива таа зграда ќе добие една нова физиономија. Проектот го реализира Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Средствата за реконструкција се обезбедени преку Програмата за развој на Обединетите нации UNDP и се во висина од околу 2,5 милиони денари. Предвидено е по реконструкцијата да започне набавката на опремата за просториите, и тоа со пари од UNDP, но и од фондовите на Европската унија. Дополнително, Центарот за развој на Вардарски плански регион и општина Велес со партнери од грчка страна на 22 овој месец ќе аплицира со проект за уредување дополнително на тој објект, доколку проектот биде оценет, значи ние ќе вложиме дополнителни финансиски средства за имплементација на овој проект. Како што кажа и претседателот на Советот и градоначелник на општина Велес, објектот е многу голем, значи има многу работа. Објектот ќе прерасне во дневен центар за лица со попречености. Реализацијата на проектот, сметаат надлежните, значително ќе олесни работата на невладините организации и условите за лицата кои ќе ги користат услугите. Јас се надевам дека со овој проект ќе овозможиме да лицата со посебни потреби бидат дел, се чувствуваат дел, значи да им биде се достапно, да имаме целодневни ангажмани, ние ќе вработиме и лица понатаму, соодветни со соодветен кадар за работа со лицата со посебни потреби, согласно секоја проблематика, значи едноставно да имате на своје капче, без архитектонски бариери. Знаете дека дел нив се сместени на трети спрат, на први спрат, дел не се достапни нивните простори, тешко достапни ствари, така да ние тука имаме услови се тоа да го направиме. Неодамна во овој објект беше ставен во функција и ресурсниот центар за деца со оштетен вид.